Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со обработка на молитвата на апостол Павле. Претходниот пат видовме дека Евангелието е причината за неговата благодарност кон Бог, искажана во молитва. Не знам дали некогаш сте размислувале за неговиот молитвен живот, но мислам дека денес ќе кажам збор-два и за таа тема. Кога станува збор за неговите мисионерски потфати, мислам дека без сомнеш можеме да кажеме дека Павле беше еден од најдобрите мисионери на христијанската вера. Истото може да се каже и за неговата апостолска служба. Ако го анализираме Павле како проповедник, мислам дека и во тој аспект ќе се покаже како еден од подобрите во христијанската историја. Се разбира, неговите проповеди и поуки во никој случај не можат да се споредат со оние на Господ Исус Христос. За него луѓето велеа дека поучува подобро од било кој друг. Но сепак, Павле беше добар проповедник и човек кој имаше пастирско срце. Тој не само што сакаше да ги поучува луѓето, туку и вистински се грижеше за нив. Лука пишува дека кога Павле ја напушти заедницата во Ефес, тамошните верници плачеа додека се збогуваа со него. Според мене, односот на црквата кон пасторот е многу добар показател за духовното здравје на таа заедница. Духовноста на една црква не се состои само во одењето на богослужби или молитвени часови, туку и во нивниот однос кон луѓето кои служат како пастери, свештеници, проповедници и слично. Така што, кога станува збор за службите на апостолот Павле, можеме да кажеме дека во многу аспекти тој беше поефективен и попосветен од многу други луѓе низ историјата на црквата. Но што е со молитвата? Дали Павле имаше добар молитвен живот? Например, за Мојсеј можеме да кажеме дека имаше добар молитвен живот. Тој често се молеше на Бог, а особено често се застапуваше за израелците. Мислам дека истото може да се каже и за царот Давид. Псалмите се многу добар доказ дека молитвата играше силна улога во неговиот живот. Тука може и треба да го споменеме и пророкот Илија, кој на планината Кармил ревносно се молеше и бараше од Бог да се открие, за народот да разбере дека постои само еден Бог и дека Ваал е лажен Бог. И Даниел се молеше многу често. Во книгата која го носи неговото име пишува дека секојдневно се молеше на Бог со лицето свртено кон градот Ерусалим. Но не само овие, туку и апостолот Павле беше човек со активен молитвен живот. Кога пред неколку години поучува во едно библиско школо, секогаш кога наред ке дојдеше некој од посланијата на Павле, на моите ученици им давав задача да ги прочитаат неговите посланија и да направат список на стихови во кои пишува дека Павле се моли за некого или за нешто. Им реков, секогаш кога ќе прочитате дека Павле се моли за нешто, запишете го тој стих. По некое време, еден од студентите ми рече, навистина сум изненаден. Не знаев дека молитвата се спомнува толку често во посланијата на Павле. Во првиот дел од ова послание се запишани две молитви на апостолот. Оваа за која размислуваме сега се однесува на духовниот растеж и созревањето на ефесјаните. Пред да се моли, Павле пишува за тоа кој е Божиот план за црквата и како тој направи се што е потребно за христијаните да се ослободени од робството на гревот. Тој дел од посланието го завршува со молитва. Прво со благодарност, а потоа со барање. Патем, токму молитвата е еден од знаците дека некој е навистина Божјо дете. Ако тврдите за себе дека сте Божјо дете и дека сте дел од Божјиот народ, моето прашање за вас е: колку често се потпирате на Бог во молитва? Секој кој чувствува дека има потреба од Бог ќе ја искаже таа потреба преку молитва. Секој кој го има Бог за татко, ќе разговара со него и на тој начин ќе имаат заедништво еден со друг. Да се вратиме на молитвата на апостолот Павле во првата глава од посланието до Ефесјаните. Минатиот пат размислувавме за првиот дел од молитвата, односно за благодарноста која тој му ја искаже на Бог поради неговиот прекрасен план за спасение. Откако накратко ги искаже своите благодарности кон Бог, апостолот продолжува со молитва, но сега бара христијаните во Ефес да пораснат во мудроста и во богопознанието. Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение за да го познаете. Забележете дека апостолот не се моли за материјални, туку за духовни благослови.
Не дека е погрешно човек да бара материјални благослови, но духовните секогаш треба да бидат приоритет за христијаните. Во 1.16a Павле вели: "Постојано му благодарам на Бог за вас." Ефесијаните беа дел од неговиот молитвен список, а предпоставувам и сите други цркви за кои знаеше апостолот. Да ве потсетам уште еднаш на поделбата на оваа глава. Веднаш после почетниот поздрав, апостолот Павле пишува за тоа дека црквата е дел од Божиот план уште пред создавањето на светот. Отецот ја испланира, Синот плати за неа, а Светиот Дух ја заштитува и помага да созрее. Во овој дел од посланието читаме за молитвата на Павле, која е поврзана со дејството на Светиот Дух во црквата. Само тој може да ни помогне да пораснеме во верата и во познавањето на Христос. Во една од неговите проповеди, познатиот доктор Айронсайд кажува за тоа како дознал за начинот на кој Светиот Дух им помага на верниците да го разберат Божиот збор. Кога бил мало дете, во домот на неговите родители дошол некој познат проповедник. Еден ден, додека проповедникот поучувал во дворот на неговите родители, Айронсайд, кој уште бил мало дете, седнал до него. Начинот на кој проповедникот го читал и поучувал писмото бил навистина посебен. И затоа, кога завршила програмата, Айронсайд го прашал: "Каде го научивте тоа што го поучувавте?" Проповедникот му одговорил: "Не го научив на факултет, бидејќи не сум бил на теолошки факултет. Не го научив ниту на семинар или конференција, бидејќи ретко одам на такви настани. Тоа што го знам го научив на колена од Светиот Дух." Секогаш, кога се подготвувам за проповедање и поучување, го молам да ми покаже што значи текстот и што треба да им кажам на моите слушатели. И тој ми помага. Години подоцна, кога станал познат проповедник и професор, доктор Айронсайд го практикувал тоа што го научил од проповедникот. Еден од студентите кои го слушале на неговите предавања за книгата Песна над песните, сведочи дека доктор Айронсайд никогаш не се задоволувал само со тоа што го читал во коментарите на другите теолози. Тој сакал уште подлабоко да навлезе при проучување на книгите од Библијата и Светиот Дух му помагал во тоа. Навистина е прекрасно кога му дозволуваме на Светиот Дух да биде нашиот учител при читањето на Библијата. Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост и откровение за да го познаете. Како Бог ни дава мудрост и откровение за да го познаеме? Преку дејството на Светиот Дух во нашите срца. Следен пат кога ќе отворите Библијата, ве охрабрувам да барате од Светиот Дух да ви помогне да разберете што значат зборовите кои ги читате. И да ги просвети очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него. Колкава е богатството на славата од наследството Негово во светиите. Интересно е тоа што кога зборува за мудроста и богопознанието, апостолот Павле вели дека на луѓето им е потребно да им бидат просветени очите на нивните срца, а не очите на нивниот ум. Ако Бог ги просвети очите на вашиот ум, вие можете да напреднете интелектуално, но не сум сигурен дека ќе напреднете и духовно. Немам ништо против интелектуалниот раст и напредок, но ако сакаме да растеме во верата и богопознанието, потребно ни е духот да ги просветли очите на нашите срца. Јас немам никакво разбирање од областа на музиката. Кога пеам, некогаш ги погодувам нотите, а некогаш пеам фалш. Уживам во музиката и пријатно ми е кога другите пеат и свират. Но за мене правилното пеење е некако недостижно. Пред некое време разговарав со еден професионален пеач, човек кој е учител по пеење. Ми рече дека секој може да научи да пее и дека затоа е потребна само посветеност. Кога ги слушнав тие зборови му реков: "Мене никој досега не успеал да ме научи да пеам. Ако сакате, ајде, обидете се." Човекот се согласи и веќе од следната недела почнав да одам на часови по пеење. Секој четврток попладне тој ме учеше да пеам. По еден месец се откаже и ми рече: "Мислам дека беше во право. Никогаш нема да научиш да пееш како што треба." Му реков: "Зар не ти го кажав тоа пред месец дена? Кажи ми сега, како да научам да пеам како што треба?" Тој ми одговори: "Не знам дали е тоа можно." Духовното знаење е поинакво. Човек треба да биде духовно роден за да го поседува,
Но поентата е дека на секој му е достапно, бидејќи секој може духовно да се роди. Никој не може да ги разбере духовните нешта без помошта на Светиот Дух. Ке го прочитам стихот од 1 Коринтијаните повторно. Она што око не видело, уво не чуло, ниту на човек на ум му дошло, тоа Бог го приготвил за оние кои го љубат. А нам пак ни го откри тоа Бог преку својот дух, зашто духот продира во се, па дури и во длабочините Божи. Единствениот начин да растеме во мудроста и богопознанието е преку водството на Божиот Свет Дух. Накратко ќе ви раскажам интересна случка поврзана со една повозрасна жена која беше дел од локалната црква каде порано проповедав. Сите ја викаа бабата. Еден ден се договоривме со водачите од црквата да ја посетиме и охрабриме. Жената беше навистина во поодминати години и не можеше да чита или пишува. Разговарав со неа и сакав да ја охрабрам користејќи го текстот од Јован глава 14. Сакав да ја кажам нешто едноставно, бидејќи жената не можеше да пишува и да чита и мислев дека не е способна да разбере некои потешки или подлабоки учења. Откако ме слушаше околу 5 минути, ме прекина и ми рече: "Младичу, го забележа ли тоа во текстот?" И истакна нешто што, искрено кажано, никогаш го немав забележано во тој дел од Евангелието. Таа забележа нешта кои јас никогаш не ги ни размислував. Знаете зошто? Бидејќи Светиот Дух ги откри. Сакам да знаете дека Светиот Дух сака да не поучува и да ни го објаснува Божиот збор. Но дали ќе го направи тоа зависи од нашата желба и отвореност кон неговото дејство. За жал денес има голем број христијани кои немаат доволно познавање на Божиот збор, но самите се виновни за тоа. Не велам дека слушањето на проповедници и пастори е лошо, но сметам дека не треба да зависите само од тоа што тие го зборуваат. Зошто не му дозволите на Бог да ве поучува преку секојдневно читање на неговиот збор? Секој кој ја чита Библијата дошол до текст што воопшто не го разбира. По таква ситуација имате две можности. Првата е да речете: "Не го разбирам ова, ќе ја затворам Библијата бидејќи е комплицирана." Или да речете: "Господе, не го разбирам овој текст, но те молам ти да ми помогнеш да го разберам преку мудроста на Светиот Дух." Ако вашата желба е искрена, верувајте ми дека Бог ќе најде начин да ви помогне да го разберете тоа што го читате. Павле сака ефесијаните да разберат и колкава е богатството на славата од наследството негово во светиите. Сега Павле не зборува за нашето наследство во него, туку неговото наследство во нас. Што значи тоа? Ние, како Божји народ, сме дел од тоа што може да се нарече Божјо наследство, бидејќи сме навистина ценети и скапоцени во неговите очи. Кога Бог гледа на нас, тој не вреднува како наследство. Во стих 19 читаме за уште едно нешто кое Павле се надева дека ефесијаните ќе го разберат. И колку е неизмерна величината на неговата сила во нас, кои веруваме преку дејството на неговата крепка сила. Божјата сила ни е достапна преку Светиот Дух кој живее во нас. Кому е достапна Божјата сила? Само на оние кои веруваат во него, на оние кои му ги пределе своите животи и припаѓаат на неговото семејство. Денес во црквите се поретко се зборува за воскресението на Господ Исус Христос. Тоа е жална реалност, но за момент сакам да ве потсетам на таа важна вистина. Не знам дали некога сте размислиле за тоа колку голема сила е потребна некој да биде воскреснат од мртвите. Науката е напредната во многу аспекти, но се уште не може да воскресне мртов човек. Луѓето слетаа на месечината, направија супер брзи ракети, авиони, автомобили и слично, но не успеа да воскреснат човек. А Бог го направи токму тоа. Тоа е вистинска сила. Апостолот Павле во овој дел од посланието до ефесијаните вели: "Таа сила со која Бог го воскресна Христос од мртвите, ви е достапна и вам денес преку присуството на Светиот Дух." Во Филипјаните 3:10 Павле вели: "Сакам да ја спознаам силата на неговото воскресение во мене." Копнеете ли и вие по истото нешто? Стихови 19 до 23. И колку е неизмерна величината на неговата сила во нас, кои веруваме преку дејството на неговата крепка сила. Таа сила тој ја покажа во Христос, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата десна страна на небесата, повисоко од секое началство, власт,
сила и господство и од секое име со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. И се му покори под неговите нозе и го постави глава над сите во црквата, која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се во се. Павле ја завршува првата глава со тоа што пишува дека црквата е Христово тело, а Христос е глава над сите во црквата. Еден ден, се ќе му биде подчинето нему, а моментално единственото нешто што му е подчинето е црквата. Се разбира, мислам на вистинската црква. Зошто велам вистинската црква? Зашто има голем број на луѓе кои само се нарекуваат христијани, но воопшто не живеат во послушност кон Господ Исус Христос. Тие се како тело кое нема глава. Не го велам ова за да критикувам, туку да ги повикам таквите на покаяние. Ако Христос е глава на црквата, тогаш ајде да почнеме да живееме во послушност кон неговиот збор. Во Евангелието според Јован 14:15 Исус рече: Ако ме сакате, ќе ги пазите моите заповеди. Моментално додека зборувам, го мрдам малиот прст на левата рака. Знаете зошто? Бидејќи главата му дава наредба да го направи тоа. Ние сме како еден прст. Ако Христос ни рече да се помрднеме и да направиме нешто, единствениот начин на кој можеме да знаеме дали сме поврзани со него е ако го послушаме. Навистина е важно да го знаеме и практикуваме ова. И како што е телото едно, а има многу делови, и сите делови од тоа тело, па колку и да се тие едно тело се, така и Христос. Зашто преку еден дух сме крстени сите во едно тело. Било јудејци или елини, било робови или слободни, и сите сме со еден дух напоени. Тоа е глава на црквата. Ние сме негово тело. До следното проучување, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.